Здраво и добре дојде во нова епизода, број 11 генерално, али прва од сезона број 2, Wellcast with Јосиф, поддржана од домовите за стари лица Феникс. Денеска имаме многу интересна гостинка, тоа е доктор Јана Клопчевска од Технолошки факултет, од поточно прехранбена технологија и биотехнологија. Зборуваме за една тема која што многу луѓе засега во денешницата и со која што секој од вас се среќава, дали е свесен или не е свесен, а тоа е адитиви, емулгатори, стабилизатори и сето она од кое што денеска можеби се создава некаква хистерија и луѓето го етикетираат како хемија. Често се користи и порано се користело и денеска се користи, но во можеби терминологија која што не ни е разбирлива и сето тоа ни раѓа страф. Но затоа ќе ги разбиеме тие митови, ќе зборуваме и за конкретни примери, земавме продукти да ги читаме и да ги етикетираме како здрави или нездрави, така да верувам дека ќе уживаш. И слободно остави ни коментар, остави прашање, дополни ја темата на било кој од каналите на кои што ќе не следиш, а тоа се YouTube, тоа е Google Podcast, тоа е Apple Podcast, Spotify, Facebook, Instagram и сите социјални мрежи, затоа што нема некаде кај што не сум активен. Уживај во целава епизода и се гледаме во следна. Јана, добре дојде и фала ти што прифати покана еве да бидеш у првата епизода во сезона 2, затоа што ова е Wellcast with Јосиф втора сезона, почнав во јануар и еве се рестартираме, така да добре дојде. Добре ве најдов, ти благодарам на покана. Јас све следам редовно, ама сега не знаев дека е втора сезона. Дека е прва епизода од втора сезона, ама многу ми е мило на покана. И мене ми е мило што ќе отвориме, особено дека ќе имаме многу интересна тема, кое што и верувам ќе помогне на многу луѓе и ќе донесе вредност, затоа што дефинитивно денес не постои тема која што нема конфузија за дали е исхрана, дали е политики чуда, премногу има информации, премногу бука и луѓе кои што нели нормално ако не си едуциран во нешто, цело време си во прашалници и мислам дека ти си правиот човек кој што ќе одговори на сето тоа. Сега пред да почнеме еве со темава и со прашањава, ја би сакал еве заедницава на луѓе кои што ќе го следи ова, да чисто те запознае и да кажеш еве да се представиш која си ти, што правиш у животот и така натаму и да почнеме со прашањава и со темава. Да, одлично, интересно, многу интересна темава, поготово кога се работи за храна. Доста често сум била гостинка нели вака во јавност. Меѓутоа за тие што не ме знаат, да кажам дека сум професор на Технолошко-металуршки факултет и да не дојде до некаква забуна, значи факултетот има институт за органска технологија, односно катедра за прехранбена и биотехнологија. Пошто често кога ќе кажеме Технолошко-металуршки се доаѓа некако збунувачки зашто со металургија, меѓутоа ние сме така видни, нели, разнолики да кажам, со повеќе институти и од тој институт кај што треба сметам дека ние сме најсоодветни, постоиме веќе доста време, работиме интензивно и проекти и со индустрија и со стопанство и доста генерации студенти поминале и се усовршуваме и конгреси и обучување надвор. Неодамна се вратив на постдокторски студии во Австрија, значи моите колеги се надвор исто така на студиски престои, што значи дека сме доста активни во овој дел на храна, на биотехнологија. За оние кои не знаат, ние не предаваме само, нели, баш буквално се занимаваме со проекти. Сме и консултанти во фонд за иновации, правиме и нови производи, произведуваме нешто што е иновативно заедно во консултации со нели оние кои што водат одреден бизнис. Работиме на развој на нови производи и затоа го следиме ова што е денеска интересно и да не дојде до забуна, нели, за денеска сме тука за да ги оправдаме оние забуни сите, да им ги решиме дилемите. Точно. Сега вака, пред трендот на следење на здрава храна и на предпазливост што јадам и и што внесувам во моето тело е сосема оправдана. И супер е што луѓето стануваме свесни и бараме подобри начини за исхрана, иако, сепак сме далеку од посакуваните резултати, затоа што ако гледаме пандемија на дебелина и метаболни болести и така натаму е поразително, но во секој случај расте трендот, расте свесноста и во тој раст и на трендот и на свесноста почнуваат да се јавуваат многу контрадикторни информации и многу
погрешни информации кои што на луѓето им создаваат хистерија. И конкретно со храната и она што денеска го купуваме на рафт, пред 10 години основно беше за луѓето кои што беа тогаш посвесни калории. Да гледам во етикетата. Колку ова е многу калорично, ова не е калорично, јадам нискокалорична храна и така натаму. Но денеска можеби тие исти луѓе веќе решиле можеби одредени дилеми поврзани со калории, протеини и масти, знаат што е и колку треба и така натаму, но па се влезени можеби во друга спирала на бунење и страв од состав на храна. Така. Речи си да не постои денес продукт на рафт кој што нема да видиме некој поим кој што не ни е познат. Да. Ке биде тоа некој адитив, некој емулгатор, некоја бројка со буква што, знаеш, и така натаму и се што не ни е познато на нас луѓето, по автоматизам не тера да се сомневаме дали е тоа во ред. И постои некоја пропаганда не од релевантни институции, туку нели од луѓе кои што го имаат стравот за дека нели многу хемија се става во храната. Сега мене прашањето ми е што значи тоа дека има многу хемија во исхраната и како може, дали може да нема хемија во исхраната? Може да нема хемија, ама сега и мене ми е многу интересен поимот што значи хемија. Што значи? Ако за некој хемија значи едно, можеби за мене нели од друг аспект, како некој што познава храната, значи друго. И мене многу пати во неврзан разговор на кафе или нешто ќе ми речат тоа е хемија. И сега јас сум стварно збунета што значи за обичен потрошувач, ајде да кажам, народски, не за народ, што значи хемија. Значи хемија не треба ни тогаш да пиеме никаков лек, не треба да пиеме ни витамин С синтетизиран. Тоа е некаков вид, да речеме, ако сметаат дека хемија е нешто што е синтетизирано и не е природно, тогаш ние треба да се лимитираме од многу продукти, не само продукти, туку и оно секојдневно што го внесуваме. Па и овоше, така би требало органски да јадеме. Па би требало да јадеме од проверен добавувач, да знам дека не ставал ништо, па како го одгледал, па како го собрал, па како го спакувал, го чувал, дошло до мене истото. Значи многу икс работи има во тоа што значи хемија. Сега да речеме поимов хемија меѓу народот употребуван за се нешто што е веќе ти напомна. Дали е тоа емулгатор, стабилизатор, некоја боја, нешто што е во прехранбен производ додадено или со некоја бројче и буква, нели обично се бележат, па кога ќе видат одма се бунат, ама тоа не е ставено таму за џабе и тоа некој го одобрил. Некој ја направил таа етикета и тоа не може да биде ставено таму ако не е дозволено да биде таму во таа количина. Ама ако го гледаме тоа, ако сметаме дека све хемија, тогаш не треба се лимитираме од секаков вид на производ. Да, али знаеш што, и тука ти и во така дозволени, и во воздухот, загаденоста на воздухот. Чисто коментари на луѓе. Ке рече да, ама и во воздухот е дозволено до одредена мера да има, не знам, PM честички, но тоа не значи дека тие се здрави. Тогаш зошто, знаеш, и тоа значи дека и во храната има дозволено нешто, ама тоа не значи дека е здраво. Дали адитиви, емулгатори, стабилизатори, се она што нели луѓето денеска имаат страв од ако го видат на етикета, дали е нездраво всушност ако го внесеш. И што се у принцип адитиви, емулгатори и од каде доаѓаат? Така, значи ние не ги одредуваме кога го правиме тој лейблинг или етикетирање или одредување на тие состојки што ги има и во која количина. Прво постојат одредени правила, нели некои тела, не сме ние ЕФСА, не знам ФХУ или FDA во Америка или не знам различни се нели критериумите на европските и америчките. Ако таму важи едно, кај нас важи друго, обично се разлики во милиграми или грами некакви си и одредени состојки. FDA никогаш ќе каже ова не е добро, со health claims ки излезат или тврдења или здравствени дека не е добро, во Европа е истото прифатено. Значи не може меѓу тие две организации постои нели разлики. Сега зависи за кој пазар се произведени производите, така и производителот ги прави. Сега ако збориме за наш пазар, нели за Европа, овдека локално, ние малте ни да нема производ во кој што нема нешто додадено. Зашто се случува тоа? Значи ние сакаме да одиме напред, сакаме иновации да правиме. И сега таа храна треба да речеме да биде микробиолошки стабилна.
да издржи не знам колку дена, да издржи температура, манипулација, пакување, да не се развијат, не знам, мувли, квасци, афлатоксини, икс работи, да е бојата да и биде перфектна, кога ќе отвори потрошувачот, тоа да изгледа супер, свежо, да не биде витикнува на времето никако чоколади смрзнати па вратени назад на промена на температура, па изгледаше побелени. И тоа не е добра чоколадата. Тоа е само промена на температура, била на топло и на ладно. Или не знам, да речеме се одделил слој, синерези се направил или маслената фаза отишла горе на некои путери или нешто слично, овој производ не чини. Такви некои, тоа беше порано, меѓутоа сега со интернет нели малку ни се подобри свеста. И тука и постои организација на потрошувачи која што нели треба да алармира кон народот, пошто ние не можеме да постигнеме нели постојано по телевизии да алармираш и да кажуваш, че не е тоа нездраво. Туку ние мора да го знаеме потеклото. Од што тоа потекнува? Значи најбитно е потеклото, а сега нема спецификација ние да читаме на сите производи. Пример, јас кога ќе влезам во фабрика, не често сме правеле производи на машина, читаме спецификација. Од каде се земја на добавувач, хемиска формула, како е сега технологија, како е добиено, не може да знаеме. Ама технологијата и нема некој голем влијание, има потеклото. Еве збориме за протеини. И сега ќе влезам во продавница за нели суплементи, прашувам, ќе ми речат, ама ова е изолат. Добро, ама од што? Ама ова е изолат ваков таков прочистен, ама ја не прашувам колку е прочистен, дали до 97, 99. Јас прашувам од што? И нечесто и самите вработени не знаат да ми кажат од што е. Тука е поентата. Од што е тој емулгатор? Од што еве да речеме боја ако да дадеме? Зашто ако таа од свекло боја, црвена, добиена со одредена технологија, лиофилизирана во прав, не може да ја користиме. Тоа не значи дека тоа е штетно. Па тоа е и главниот, знаеш, мислам нека проблем. Затоа што адитив, емулгатор и бои, како што рече, најчесто и доаѓаат од растенија, така? Не, да, најчесто. Можат да се произведат како витамин С или од скробинска киселина, да се произведе, ама најчесто доаѓаат од растенија, пошто претпоставувам дека тој процес на произведување на хемиски можеби ќе бара инвестиција у технологија и цената ќе биде скапо. Цената е различна. И еве на пример адитиви. Што прават адитивите во исхраната? И на рафт, така и често ги гледаме, и од каде еве најчесто доаѓаат? Кои се најсреќавани адитиви? Значи, тие коригираат нешто. Ние ги ставаме во одреден дел од производот во технологијата за да коригираат нешто. Дали ни треба да ни стабилизираат формата, бојата, дали е течен производ, дали пена да стабилизираат еве кај пиво или кај некој друг производ, дали да извршат некаква корекција, дали додаваме да извршат, да речеме ако производот е неприфатлив на вкус или на мирис, па вршат некоја корекција преку арома, боја, преку визуелно како сакаме да изгледа. Значи обично се додаваат, што значи адитив. Порано ги користеле сол, шекер. Правиме зимница или ставаме сол, шекер. Ставаме киселина одредена. Таа ја коригира пеха за да направиме некаква ферментација или нешто. Значи можеме икс работи да користиме за да речеме користиме емулгатори кои што таа маслена и водена фаза, ако имаме две фази во производот, тие масло со вода никогаш не можеш да го споиш. Нели не се растворливи едно во друго. Додаваме површинско активни супстанции или емулгатори за да таа фаза се измеша. Да. Обично во сирења, во млечни производи, во некои кремови, намази, како се тие хомогени станати. Значи ние мора да ги додадеме за да изгледаат така. Сега сакаме убав производ на изглед, сакаме убав на вкус, сакаме траен рокот да трае нели подолго, сакаме цена да имаме убава и сакаме здрав производ. Што значи здрав, уствари што е хемија? Значи не значи дека ако има адитив тоа не е здраво. Можам јас да користам шекер, сол, мед. Значи, ако има многу солена средина и многу, да речеме, сладка средина, не се развиваат микроорганизми. Се развиваат измеѓу. Или пеха може да ни изврши како коригенс на некој начин за да не се развијат некои од тие штетни. Зависи што сакаме да постигнеме од производот, тоа и го додаваме. Меѓутоа, тие со тие бројчиња се означени. И бројчето си има своја бројче. Сега треба да се чита кој е здраво, кој е нездраво. Меѓутоа има дозволен внес. Значи, деневен дозволен внес на такви адитиви и тоа обично го одредува ЕФСА,
Значи во Европска комисија си постои, да речеме, еден линк на кој што сите што се производители и ние кои правиме развој на производи, си ги пратиме тие. Истото важи за лейбелингот, што смеам јас да означам. Нели она no, да речеме, palm oil, sugar free, не знам, лактоза free. Како доаѓаме до тие, значи си има одредени правила како тоа се формира. Да, али види, и тие се многу често buzzwords, значи зборови кои што пропагандно се користени Така. за да ми го привлечат вниманието. No gluten, no palm oil, no така, no added sugars, не знам, free of GMO, бла 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 и така натаму, што у принцип не значи дека продуктот е добар. Не значи Така тоа ти е можеш да. на помфрит да му ставиш no palm oil, no GMO, no Да, така. така е. И Меѓутоа има акриламид кој што се развива со пржење и сега сме во дилема што проблематично е. Така. И затоа знаеш, еве ја целото моје работење се обидувам со Така. тоа да се борам ради тоа што мене лично ми сметало дека Добро. пропагандата често знае, така маркетиншката пропаганда често знае тотално да ги знаеш да ги преплаши луѓето и да одат во друг правец мислејќи дека се на добар пат. Сега ги спомна емулгаторите. Да. Емулгатор повторно најчесто доаѓа со и бројчиња. Да. И тие изгледаат најстрашно, барем овие имаат имиња. Да. Некои, нели, Да, соја сега емулгаторот исто кои се најчестите извори од кои што се добиваат емулгаторите? И дали повторно ако ги има, го прават производот нездрав? Па не би рекла, затоа што и да се додава во производот, да речем се додава во одредена количина, колку што е дозволено. Значи пак се држиме на оние правила кои некој ги пропишал за да се формира еден прехранбен производ. Значи сек да има емулгатори. Од леп почнувајќи од некоја маслена фаза со некоја водена фаза се спои во секоја смеса, во секој течен или цврст производ, малтене. Ако видиме состав каде што го нема, треба да бидеме срекни, пошто јас на пример многу често ги читам и многу ретко да најдам негде да нема. Меѓутоа обично тој да речеме производ баш ви кажав, кај сосеви, кај сирења, кај некои кремови, таму кај што потребно се измешаат тие фази. И тоа не значи дека тоа е штетно. Обично се или од растителни или од животинско потекло. Се ако збориме дека хемија е синтетизирано нешто, значи има и некои работи кои што може во лабораторија да се синтетизираат. Меѓутоа тоа не е пак штетно, затоа што сите лекови што ги пиеме пак се синтетизирани, да речам на некој начин. И сега разликата е само во цена. Значи, од некоја житарка ние да изолираме нешто или од некоја растение, секако многу повеќе ќе кошта, затоа што ќе трошиме струја, нели, ќе се троши, ќе работи фабриката, луѓе ќе плаќаме и ќе добиеме некаков си производ кој што ќе го дадеме понатака да биде производ на некој друг производ, нели? Фактички емулгаторот некој го произведува, исто така. Сега да речеме од емулгатори многу често, ако не и се најупотребувани можеби, соја лецитин, така. Добро. Тоа е емулгатор. Да. И другото е од жолчка. Може и од жолчка да е, може и соја лецитин. Например, кои ти се тебе баз, што си ги и дали сретнал? се тоа нездрави соединенија кои што ќе ги додадам во... Па не се прашањево е сојава дали е ГМО или не, како е што е соја лецитин. Значи самото име кажува од кое растение е добиено, не значи дека таа соја е ГМО. Може и да не е ГМО, зависи од земја до земја. Некои земји дозволуваат, некои земји не дозволуваат. Европа не дозволува. Така. И сега да речеме дека таа соја не е ГМО и од таа соја изолиран, направен тој соја лецитин по одредена постапка. Зашто би бил тој штетен кога тој се додава во количина, некоја си да речам, не можам да кажам дека не се генерално штетни. Ама ако се во дозволени количини не би требало да прави проблем. А зашто би биле штетни, еве? Што ќе се случи ако, не знам, внесам повеќе од што е пропишано? Нема да се случи наеднаш ништо на организмот, меѓутоа тоа значи дека целокупната таа исхрана, значи треба полека да се коректира, не се внесува многу додатни. Работава е да се јаде по-симпл храна. Значи да не се дома спремена со пократок рок на употреба, и ако не можеме да спремиме, барем да знаеме дека нема многу такви додадени. Што повеќе такви додадени, значи на организмот му прават забуна. Така? Тие се извори, мислам, не дека е толку штетно, меѓутоа да не се претерува со количината, бидејќи ако претераме со све додадено, тогаш би било... И претерување, ако од 3 оброци, 3 ми се... Баш преработени, така да кажам, од рафт.
Тоа значи дека нашата исхрана, метаболизмот ќе му наштетиме, не дека тоа самиот емулгатор ќе претераме со внесување. Се знае, таму е многу и плюс на произведувачот не му се исплати да додава екстра, затоа што тоа што го декларираш мора да го ставиш. И тоа чини, мислам, скапо е за да го употребуваме екстра. Јасно ми. Ја најдов една табела со најсреќавани адитиви емулгатори кои што е веќе кои што има изворот и зошто се користи. Добро. Најчесто. И еве го има ацетик acid, односно Тоа е оцетна оцетна киселина. Дома за све ја користиме, и за чистење, и за нечистење, и за бигор од чаши, и за све што можеме, дури под да значи што асоцира тоа, дека нема да се развијат никакви микроорганизми, дека ќе биде средината. Ништо страшно. Ама ако претераш, така не е ни добро да испијам чаша, фала Богу. Пиеме од сабајле јаболков оцет, Многу луѓе. ама не пиеме алкохолен оцет. Тоа е разлика, зашто оцетната киселина баш пеха да ја коригира. Агар, тоа е Добро. алга. Еве, јас го користам во молекуларна гастрономија, толку години ја работам и сите ме прашуваат што е ова, некаква хемија? Не. Тоа е само екстракт од алги. Или солна алгинска киселина. Повторно, Стабилизатор. Така за тоа се користи? Обично за како полнило, како да даде еден финиш, една убава смеса, да ја направи Каде најчесто се користи во намази, нешто намази, такви? кремови, джемови, сладка, еве и во молекуларна убава да даде таква структура на, да речеме, јадењето, форма убава да даде. Да има баш полнител. Мазност. Да. Добра. Аскорбик асид, витамин С. Витамин С. Океј, антиоксидант, Така е. Го ставаат за да слободни радикали да не се јавуваат, нели, кои што се предизвикувачи на некој болест. Продолжува рок на рафт? Или не придонесува за? Не, тоа исто конзерванс се користи. И витамин Е исто конзерванс се користи. Значи тие два витамини ги имаат такво антимикробно дејство. Калциум хлорид и калциум сулфат исто се... Ништо соли. Соли ги користиме, готварска сол користиме, натриум хлорид, исто соли. Океј. Карагенан, тоа е seaweed, односно морска трева. Трева, да. Исто е екстракт од морска трева. Карагенан имам налетано на студии кои што зборуваат за health claims, да. Да. Дека има проблематичност. Да, ама многу ретко се користи карагенанот и заради цената, и заради својствата, и дава, за разлика, еве, ќе го користиме алгинатот, да речеме. Или хитозан ќе користиме, или некој друг кој што го заменува. Да, звучат многу имињава, звучат хемиски. Звучат хемиски, ама да, тие се некаква формула имаат хемиска, секако звучат хемиски. Да, инаку карагенанот го има во многу во овие протеинските подинзи кои што ги користиме заради доста. Структурата. Да. Да. За да добијате една убава структура. И ако сакаме помека структура, користиме, да речеме, алгинат. Ако сакаме малку пост да биде тоа стегнато под цврста структура, додаваме некои други, еве ксантан, гума, карагенан или некој. Ништо поразлично, значи повторно екстракт од растение. Јасно. Корн старч, односно густин. Не користиме дома густин, нонстоп ставаме во некакви си желатин. Желатинот па многу е користен и мислам дека ниски калории има, знаете, и од риба, од животни, различен е и различен степен на желирање има и пак што сакаме да добиеме од него, дали по цврст, дали по структура. Има па некои мешавени пола 1:2, во джемови што ги ставаме да изгледаат она убава конзистенција да има. Ништо страшно. Правиме пача, јадеме. Да. Тоа е. Гуар гума? Истото. За да даде од растение, пак изолирано од растение, пак дава структура. Од каде доаѓа гуар гумата? Од кои растенија? Од мешункасти? Мешункасти, да. Дали сега некои доаѓаат од корен, некои доаѓаат од стебло, некои доаѓаат од самиот она што станува food waste или како. И правено им е така технолошки можеби подлежат на одредени процеси? Процеси, да, на изолација и пречистување на истите и да ти кажам исто овие држат добра цена. Мислам и многу ретко се наоѓаат по пазарот. Недостаток има во Европа, недостаток кај нас, бараме од Бугарија, ги увезуваме, носиме, фирмиве се борат. Зашто? Зашто стварно имаат ниски калории, екстракт од алга е, алгите се знае дека ќе бидат на еднината храна. Така е. И зашто има тука хемија? Тука нема никаква хемија. Одгледуваш алги во базени, ги изолираш и прочистуваш
нели киселината или да речеме еве ако е солна алгинска киселина, алгинатот го добиваш, тоа е бел прашкаст, сите се тие бели прашкасти. Ако е малку пожолт, значи нели степенот е помалку прочистен и да нема забуна меѓу бојата. Сите се бели прашкасти. Овие. Или малце жолтеникави изгледаат. Ништо страшно. Затоа им личи хемија, кој ќе го видиш изгледа како хемија. Така е. А лецитин? Лецитинот има различна боја, тој е темен како мед изгледа, како густа конзистенција има. Исто дава на производите одредена коригенс, се користи исто да му дае структура, боја, мазливост. И тоа е емулгатор. Да. Емулгатори и природно ги имаме и у нашето тело, така, жолчката. Жолчката, јајцето се користи како емулгатор. Не, ама и в нашето тело, така, црниот дроб лачи жолчка и тоа се користи како емулгатор, подоцна. Да, само да не претеруваме. Да, ама најчесто ја да речем и така сум го објаснувал на луѓе, слушај, тоа што не го разбираш не значи дека е опасно. Нормално ти не треба цел ден од рафт да јадеш, но апсолутно нема да се... Ама сите овие биле користени претходно, а да речеме, можеби не овие екстракти од алги толку многу, ама желатинот ја не знам, така памтам од дета сигурно се користел. Меѓутоа сега со интернетот, со сите тие информации им се прави бум и недоразбирање во главата на потрошувачите. На обичен народ. Леле што е ова, леле какво име, леле ова е хемија. Значи не е све хемија, ама и све не е дека не е хемија. Многу ретко се наоѓа добро избалансиран производ, да кажам дека ова е супер и на боја, и на вкус, и на конзистенција, и на состав. Ако има 3 состојки, одлично. Само да не бидат трите него да бидат трите стварно добро формирани. Има барови, има кремови, има... значи, треба само малку истражување. Ке нема храна, во смисол квалитетна. Ке има многу избор, ама малку квалитетна. Тоа јас го кажував уште на Food Talk 2018 година или 16. 17 не беше, сега не се сеќавам точно. Меѓутоа стварно пред повеќе години што ќе јадеме? Во иднина протеини од инсекти, протеини од алги ќе јадеме, ќе изолираме од алтернативни извори, отпадот ќе го преработуваме. И тоа ќе значи уште повеќе хемија. Па не би рекла. Само ќе алтернативно ќе користиме извори за да може нели се задржи оваа средина, да не биде загадена, да можеме нешто да направиме. По-одржлива храна. По-одржлива, да, екосистемот да го подобриме, да речем. Океј. Ти ја земав неколку производи, ама за да нема нели драма околу, така, да не биде маркетинг. Да нема маркетинг и да нема нели фаворизирање или можеби шиканирање на одреден бренд, сликнав етикетата и веќе поминеме низ некоја етикета за продукти кои што нели се ги има по рафтови и се здрави. И јас ќе ги прочитам еве од телефон. Еве го, чекај да ротацијата да ја исклучам, да ми се врти. И еве состојки темно чоколадо 20%. Има шекер, добро, какао маса, добро, и какао путер и какаово прав. Има емулгатор. Дали еве некој од овие какао маса, какао путер, какаово прав е нешто симптоматично? Не. Добро. Само значи дека се добиени по различна технологија, дали едниот бил бајпродукт, односно спореден, дали едниот бил главен продукт. Сите се тие различни производи, ама допринесуваат кога ќе се спојат заедно во смеса, така една убав вкус да му дадете, една убава боја на производот. Океј. Емулгатор има сончогледов лецитин. Значи не е од соја, од сончоглед. Ако на некој му смета ГМО, дали е сојата или не, решено не е со сончоглед. Океј. Не е дека е нешто во дозволена количина. Вика природна арома. Природна арома значи арома добиена од нешто што од растение. Од растение, од билка. Еве пиперкава, да ви кажам, јас сум ја анализирала, има 450 ароматични компоненти. Од лута црвена пиперка. И можеш да изолираш. Да, 450 има. Јас ги анализирав во Словенија на нели од техника која што ние нас научниците добро позната и дојдовме до заклучок 450 и тоа 450 да речеме некој во многу поголема количина. Тие ароми се добиени од нешто што е природно и се употребувани во други производи. Сега има и вештачки ароми. Нема да знаеме ние дали е природна или вештачка. Тоа станува на свеста на производителот. Значи, ние не можеме сите да ги контролираме, нити регулаторно тело, нити агенција за храна, нити никој. А вештачка тоа што доаѓа од извоз? Вештачка арома по автоматизам значи дека не е во ред? Или повторно не значи дека не е? Значи дека е синтетизирана.
дека не е добиен од природен извор и значи дека има пониска цена на чинење отколку технологијава што ни е. Тоа е разликата во цената на чинење. Сега на некој му одговара една цена, на некој друга. Ама на крај сакаме да дојаме да земеме еден бар од 30 динари или сакаме од 150 да платиме. Апсолутно. Сега никогаш не значи дека поскапиот производ е поквалитетен. Затоа треба многу да навлеземе, тука е цела наука. Да, за која што види обичниот човек е тешко стварно да го следиш сето тоа. Тешко е. Многу е тешко. Сушен кокос, ништо. Ништо, Посебно. кокос. Суво бело грозје, Добро. мислам, ништо. Гликозен сируп е Ајде да го разјасниме гликозниот сироп. Што е гликозен? Значи не е од овошје фруктозен, не е сахароза, бел шеќер што го користиме, значи глукоза. Попрост шеќер кој што е бел, изгледа како мед, буквално како да кажам прозирен скроз. И јас исто доста често го користам, знаете зашто? Затоа што е во течна, полутечна состојба, да речеме полуцврст, полутечен. И сега додека јас белиот кристален шеќер го мешам и го растворам и нели стане убава смеса да ми добие, овој веднаш во производот можеме убаво да го користиме, пошто изгледа како мед, ама скроз прозирен. Нит ми менува боја, нит ми менува вкус, никаков, значи пак шеќер е. Сладкост има различно од обичниот шеќер и многу е подобар за манипулација. Тај производите затоа го користат, затоа што ми е полесно на машина и смесата да се формира отколку да ставиш да, шеќер обичен. да. Има ориз, има сува брусница. Добро, Има сончогледово масто, има јаткасти плодови. добро. Мед. И сега тука кај јаткастите морам да искоментирам дека кај јаткасти кај што има мора да се следи рокот на употреба. Знаете зашто? Зашто тие после некоја да речеме година може да развијат афлатоксини ако не е добро рокот на употреба. Че ние овдека во Македонија интуитивно се одредува рокот, пошто лабораториите, осам кај нас на факултет, Интуитивно. па да, сега, интуитивно го одредуваат, осам ако не пратиш на анализа производ, каде ги праќаат обично фирмите? Во Бугарија. А нема тука лабораторија? Па, На може би- ветерина? Може би да има, да одредува некој рок на употреба. Ветерина работи, да, и работи повеќе со од анимално потекло, да речам. Сега не знам дали рок употребуваат и кој има акредитирано точно рок на употреба, ние го симулираме на факултет. Значи, убрзано го расипуваме производот, детектираме каде е слабоста и колку може. Тоа го работи мој колега. Значи, баш буквално микробиолошки го тестира и го остава да стои 3-6 месеци и кажува рокот на употреба на овој производ е толку и толку, ама со доказ. Не интуитивно. Јасно. И тука може се развијат афлатоксини кои што да речеме со внесување, тие со термичка обработка или нешто не може да се трнат, што значи дека може да дојде до некои симптоми на ако претерано е над рокот производот, повраќање или некои такви слични симптоми. Овој продукт конкретно Добро. пишува nuts and fruits, односно, нели, Да. јатки и овоше. Овоше. И сега многу луѓе можеби ќе го погледнат, окей, ова е јатки и овоше, но кој ќе ја свртат етикетата, така, Добро. прочитавме многу ствари и ќе се уплашат. А генерално дали еве според етикетава треба да се плашиш од продуктов? Нацен фрут? Да, од етикетава што сега ја Па прочитавме по состав. обично е суво овоше, се знае колку има рок на употреба и обично се јаткасти исто се знае. Не, Колку се не спојат, порокот на употреба, туку има многу состојки, значи дека има многу хемија, а всушност па мислам дека сите се веќе свесни може да си ја прочитаат нели етикетата сами. Јас кога почнувам им викам стално сите сте свртеле некојаш етикета, еве гледам 7 оделение, па учи веќе етикета како што има на етикетата кој производи. Чи секој си го веројатно имаат време да прочитаат или не. Ама не сметам дека ако е нацен фрут дека е нешто штетно, што би било? не само нацен фрут, зборот поише ми е дека луѓето имаат перцепција дека ако е голема значи ако има многу голем состав, Добро. дека тоа значи дека има многу наставано ствари Не. и тоа не е здрав продукт. А во принцип, имаше доста ствари Добро. кои што ги прочитавме, Прочитавме, да. ама воопшто ниеден од нив не е Не е проблематичен. симптоматичен, да. Осам ако да речеме емулгаторот, ако го земеме дека е симптоматичен кај обичниот народ дека ги буни, осам тој, меѓутоа тоа е пак во дозволени граници и пак не треба да претеруваме секој ден со истиот производ. Да. Значи, тоа значи избалансирана исхрана. Ако сум внесол и сметам дека емулгаторот ми е штетен, значи мене стално ме прашуваат што е здрав производ, што е, викам да знаете све што има и кај има и како се прави, па
не може крајот, значи не може толку да сме навлезени во тоа. Балансираме, затоа да речеме ќе избегнеме едно, па дента ќе земеме друго, па нема да јадеме толку, не знам, сладко или тесто, па ќе внесеме протеин повеќе, па некој ден ќе внесеме нешто. И така си правиме на себе контрола. Јасно. Еве друг. Ајде. Друг продукт. Житемар, окей, не тежина. Житни трици, пченично брашно, Добро. шекер, оризово брашно, ченкарно брашно, јачменов слад, Добро, сол, карамелизиран шекер сируп, добро, млечно чоколадо, добро, 20%, шекер, какао маса, какао путер, обезмастено млеко во прав, добро, масти од путер, емулгатор лецитин од сончоглед, добро, гликозен сируп, гликозен фруктозен сируп, пржени житни снегулки, овес, пченица, добро, јачмен, пржени кикирики, шекер, кокосови масти, корнфлекс, пченка, сол, јачменов слад, мед, ме избега. Карамелизиран, устари ова го прочитав, Да, карамелизиран шекер, да. Па тоа е. Цената, И цената ја сода, знаеш ли на живешници. производот? И бадеми. Цената прилика? на производот, Не знаем. 35-40. Тука ми е симптоматично. Веќе многу компоненти се ставени, дали примети мене што ми беше база? Шекер. Дали Да. примети колку шекер има? Ама и во медот, добра, ајде да речеме дека Фруктозен, фруктозен, мед, глукозен, шекер, карамелизиран, многу шекер. Сега што сакам, сигурно нема малце калории, сигурно нема повеќе калории и цената ми На е 100 грама 443. Тоа е. 400 калории, ама па и не можам. Шекер на 100 грама 34. Да. А ова е на рафт за здрава храна. И многу често фрустрира. И тука еве тука е забуната. И тука се јавува прашање. На кој што јас многу мислам не го знам одговорот, туку целовремено ги форсирам луѓето дека многу е поважно да видиш Добро. колку шекер ќе внесеш на 100 грама, Да. колку заситени масти ќе внесеш, Да. и можеби тоа се два параметри кои што треба да ги знаеш, бидејќи Многу битни. другото секако ќе има нешто што не познаваш и ќе ти личи на хемија и не треба да се плашиш ако тоа е еден оброк во денот и можеби така следниот ден повторно ќе биде еден оброк во денот од рафт, ама ќе биде различен и комбинираш и така натаму и не би требало да се плашиш. И затоа еве овде и ова на здрава храна рафт многу луѓе така Ама не ниту ќе се свесни за состав, ниту ќе се свесни како да ја читаат етикетата и ќе го купат со чиста совест дека добро еве здраво се хранам, уствари е така, ако видам толку 34 шекери, грама шекер ти имаш и у Да, и земи шекер јаде. кондиторија, Така. у чоколада, Земи се обично чоколада у подобро. наполитанки ќе најдеш и слично. Мене тоа ме буни, мене ме буни само цената, јас кога ќе видам толку компоненти, па тие коштаат за да ги ставиш на треба производ, а многу шекер. Баз ми е цело време шекер. Јас не би го земала да го конзумирам, пошто од масти ајде да набегаме освен заситени, да не бегаме многу, протеини секако сакаме, ама шекер премногу. 34 е премногу за да се внесе. Тоа е моето мислење, многу производи, беспотребно. Ги спомна заситени масти, дека не треба човек да бега од нив. И јас сум за тоа. Да не се претерува. Проблем е ако ги претеруваш Да. и ако го немаш баланс од заситени наспроти незаситени. И постои тука многу голема конфузија, многу страв. И многу често еве луѓето например зошто е главната, многу често се користи како пропаганда на етикета no palm oil. Да. И дали ти се плашиш од палмино масло? Не. Што е поентата? Во суштина беше многу изфорсирано палминото масло и беше многу користено од некои други земји. Не од нас. Значи, тоа се користи во Азија, претежно. Добра. Да речеме во Индија, кога бев во индиската храна, тоа им е сосема нормално, го има и по продавници, го има во различна форма. Колку е на сончогледова што има. Да.
Сега, ние кога прифаќаме новитети, прифаќаме и од некои други земји и континенти, па така и кај нас почна да речеме од урма, не знам, засладувач, па не знам, вакво палмино и едно време беше многу isforsирано затоа што ја спуштија цената. Многу беше конкурентна цената и производителите почаа да го користат. Меѓутоа, искочија такви health claims или здравствени тврдења дека наштетува бидејќи составот повеќе алудира на тоа дека може утре во иднина да се создадат некакви болести заради составот, заситени, незаситени, нели, масти. Сега, да не бегаме толку, ама да не претеруваме со заситени. Пак е од растенија, пак да речеме, меѓутоа искочија такви тврдења дека не е добро и почнаа сите да го заменуваат и одеднаш стана и многу интересно дека може да се нагласи на етикета no palm oil. И тоа се користи како се смета дека е здрав производ, од една страна тоа е добро што се смета за здрав, пошто тврдењата викаат дека не е добро. Добро. Така, меѓутоа од друга страна се искористува додадена вредност му дава на производот, а всушност тоа е самата вистина, меѓутоа само е маркетиншки истакнато, малку поентирано да речам. Така, и знаеш што мене многу ме фрустрира што no palm oil во ред си внел и да, палминото масло и во така ако го погледнеме заситени масти има повеќе отколку незаситени. Так. И ако се јаде често и у големи количини, е апсолутно проблематично. Ама исто е проблематично и кокосова маст да јадеш, и путер, и така натаму, бидејќи имаат многу заситени масти. Так. И многу често така луѓе ќе види, овој производ нема палмино масло, окей, добар е, а уствари место палмино масло има можеби кокосово. Апсолутно заситените масти се повторно присутни, али Так. го купувам чисто од Ама цената на кокосовото е па многу висока за користење во секој дневник, кога ќе се стави во производ, значи производот добива на вредност. И друга работа кај кокосовото масло е што на температурни разлики многу брзо се менува. Мала разлика во температура, или ако го чуваме во фриџидерот цврсто, ако го извадиме на собна, одма станува течно. И сега нас не е у прилог производот да ни се менува структурата. Значи, кокосовото многу тешко во производ фигурира, значи фино, да речам, да има својства. Не ги менува својствата на производот. Плюс цената му е висока, не исплатлив за користење. Кој друго масло го напомена? Путер. Сега разликата меѓу овие две што ги спомнавме, путерот и потеклото. животинско растително. Сакаме да внесеме малци и животинско потекло. Нема да се, ние сега протеините ги делиме на нели квалитетни и неквалитетни протеини. Овие, да речеме, што се од животинско се малку поквалитетни, а и така им држаме предани. Ама не значи дека не треба да ги внесуваме животинските, само затоа што се животински. Треба да правиме еден добар баланс. И стално има една вежба што стално ја користиме и како трик ми ја дава. Ми викам, еве ти јогурт овошен како производ и јогурт овошен со нели лајт, да речеме, со нула масти, со не знам, сега да. Што значи лајт? Многу често луѓето доаѓаат до конфузија. Мене па лајт ме буни многу. Нели, ќе дојдеш и ќе видиш мајонез лајт, ова лајт, не знам, млеко лајт. Што значи? Да речеме некој дел е трнат. И значи по лајт дека е. Меѓутоа, на сметка на лајт, кога се прочита убаво составот, ќе видиме дека има поише шекер, има поише, да речеме, незаситени, не знам, масти или нешто слично. И сега ние седеме и студентиве гледале, па професорке, па нема ова лајт да го земе, па нема, затоа треба да размислуваме. Ама затоа па ние нели ја знаеме што стои позади и се обучуваме за тоа и ги гледаме да ги обучиме и нив колку што можеме повеќе знаење да им дадеме за да прават утре добри производи. Да. И што еве ти кога нели мислам дека сме доволно јасни да ги потсетиме луѓето дека не треба да се залетуваат по етикетата, по пропагандата. No ова или нели free од тоа или light или fit или viva или знаеш, се користат такви зборови или спорт и слично. Што ти би гледал на етикета и што гледаш на етикета за да одлучиш така, оке, не е совршен продуктов, ама не е ништо драматично кога ќе го јадам. Да, ништо не е совршено, ништо не може да биде совршено. Апсолутно. Што каде прво тебе ти оди окото за да речеш ова ќе го јадам?
Па зависи за каков производ се работи, ама ако почнам да гледам дека составот многу ми се проширува повеќе од 10 компоненти и како овој што го спомнавме, ако читам шеќер, ја ги избегам. Мислам лично јас не сакам, пошто можам да внесам фруктоза од некое овошје наместо да го внесувам Како сируп или додаден или зашто да го додавам кога нема потреба. Обично доаѓам јас во конфликт со пошто вежбам, нели, јас сакам исто здраво да се хранам и све и сакам некој бар брзо што ќе ме најаде, ама што ќе нема 500 калории. Јас, например, и таков не сум нашла. Бубало бар. Еве, ние што го правиме. Добро, супер. Си го пробала? Ти Не сум, Не? не сум. Сега ќе ме дадеш да го пробам. Да. Морам да го пробам. Знам дека е вкусен, слушнав дека е многу вкусен, ама ја, например, од аспект на калории гледам да не ми биде толку калоричен, а да го има добриот состав. Сега тоа е малку компромис, тука нема многу, пошто ако сакаме вкус, ќе има и калории, ама сакам да биде нешто избалансирано. Сега јас почнав да работам на еден интересен производ, ама сега нема да го кажувам. Да, и после ќе го кажеме кога ќе треба, за да видиме нешто што е такво. Меѓутоа не е ни слично на нели овој што сте го направиле бубало и не е ни сладок ни ништо, така да многу различно од тоа, ама ќе видиме. Добра. Како луѓе да се едуцираат? Например, гледам етикета и Така. појма немам, ни гликозен сируп, ни бројка, ни Добро. ништо, не ми е јасно. И ако отидам на Google, као сум зафркнат 100%. Да. Каде се местата на кои што може да си помагам и да се едуцирам и да си ги трагам стравовите? На кои, можеби, сајтови, институции можам да отидам и да внесам тоа што го читам на етикета, да го внесам, да укуцам Добро. ентер и да ми извади лайк, не лайк, добро, недобро и така Да те натаму. слушаат тебе? М? Да те слушаат тебе? Во ред. Подкаст, нели? Значи, треба да се информираат од сите медиуми. Буквално. Сега не може тоа да биде скроз дека мора се да пратат, меѓутоа ако отидат на сајтот на Агенција на храна, може да најдат и некои кои се дозволени, кои се недозволени. Добра. Може на сајтот на ЕФСА исто да прочитаат, на Европска комисија, да речеме производителите често си имаат на своите сајтови дадено какви им се производите и што состојат. Буквално треба и да веруваат на производителот и тоа е многу битно. Јас би сакала да ги поддржам македонските компании, нели, пошто стварно многу се трудат и пошто сме на Балканот добри во производството на храна. Ние како Македонија буквално сме земја која што се препознатлива по храна. И тука треба да си се држиме. Мислам, доста често ни се јавуваат и правиме проекти од типот сакаме иновации, бидејќи не можеме, сакаме да конкурираме, да извезуваме и правиме иновации, работиме. Не знам дали сте ги пробал колачите со активен јаглен, со колаген. For you? Да? Да. Не сум ги пробал. Да ги пробаш колачите. Сега ќе искочат нови пудинзи, ќе искочат и нови производи. Значи не само јас, него и моите колеги и многу други работат на ова, да направиме добар производ. Да направиме некој компромис, таков како што сакам јас да го видам, на полице да си го купам за мене. Да, и добро го срочи компромис во составот, затоа што, знаеш, пак на крај на денот, ако ја немаме хемијата, така речено, адитиви, емулгатори и слично, најверојатно у моментов ќе немаше подкаст, ќе немаше можеби IT професии и така натаму, бидејќи ќе беше потребно населението да копаме по ниви и да чуваме кокошки. Ќе се вратиме на кај тоа. Да. Да, ќе се вратиме. А инаку не сакаш што мене дојдеш во храна да купуваш, си знаат моите дома како купуваме. Не мој ова, не сакам ова, не ова. Мислам, јас од друг аспект. Да, знаеш. Од друг аспект ги гледам работите, од аспектите на технологија ги гледам и знам како е добиено и пратам некои поинакви работи и трендови следам, па види, ја пошто сум колку толку инволвиран во производство, еве и имаме продукти. Сум го пробала. Апсолутно не сум преплашен од етикети и како што рече, ако веќе 10 има ставки, онда нели ќе ми биде симптоматично, ама јас исклучиво гледам. Ама нека има 10, ама да нема 10 шекери. Зашто ми се непотребни ми се организмот да ги имам 10 од ист вид? Да. И сите на крај завршуваат исто. Јаве порано со луѓе кои работев, беше, мислам, константно ги советував, на 100 грама гледај да нема поише од 20 грама шекер. Ако е така, онда производот е горе-доле окей. Сега... И не го јади, као, нели, не се утепуве од јадење, тоа не значи дека и стои. И овошје, ако изедеш 1,5 кило
Да, ќе биде проблематично. Значи не е Само поентата со овошјето, например, са витамини, минерали, не знам, шеќер, Влакна. шеќер, растителни влакни, све тоа, да речеме, понекогаш не можеме толку да изедеме овошје колку што можеме додадени нели да ги внесеме во организмот, и затоа и постојат тие суплементи, таа фортифицирана храна и таа функционална, да речеме, храна, затоа тоа е функција извршува некаква. За да не јадеш кило банани, од килото банани не знаме нешто е изолирано, пример, и сега, да не бидат премногу шеќери. За мене, сега го земавме тој баш негативен пример, ама многу шеќер не ми асоцира на некој производ што јас би го купила. Да има шеќер, не бегам од палмино, ама веќе него не користат и доста се е нагласено дека не се содржи, ама исто така да не доаѓаме во заблуда да пазиме на тие рафтови за здрава храна. Така? Не е све здраво на рафтовите за здрава храна. Ако овој, не знам дали овој производ што го споменавме, сега не сум сигурна дали стои на рафт или не. стои на рафт за здрава храна. Сите ја ги земав од рафт за здрава храна. Тоа е интересно веќе прашање. Да, па не, види, мене тоа не многу ми фрустрирало, затоа што не може на рафт за здрава храна да имаш 40-35 грама шеќер у 100 грама продукт као. И сега доаѓаме што е здрава храна. Некој компромис убав. Види, здрава храна, ако најчесто ја правиш дома, И со опознато потекло. да. Значи здрава храна за мене е храна со опознато потекло. Ако знам дека тоа сирење е тука произведено и тој добиток е хранет со тоа и дека не се ставани, не знам, антибиотици. Аха. Тоа сакам да кажам. А кај се користат антибиотици? Антибиотици на добитокот. И хормони. И хормони. Да. Ама тоа никогаш нема да го знам. Никогаш. Мора да Не. нема да го знам. Не. Мислам, има инспектори што си водат контрола на добитокот и што се... Да, и затоа се модерно free range, нели? Слободно да си... Ако Уствари, знам- добро, тоа е повеќе за квалитетот на... Пак може да биде со антибиотики да е free range. Нели, да си пасе животново Да. слободно, па може антибиотик да... Ама еве не се разболувало животното, контрола се вршела, сирењето се произвело, знам дека млекото е квалитетно, сум видела анализа, за мене тоа е здрава храна. Поминало, да речеме, сите фази кои што мене ми се тие точки на детекција, да речам, или не знам, критични како хасап контролни, ми поминало кај мене таа цела детекција дека тој производ знам потекло. Подобро ќе земам некоја, не знам, кокошка што е чувана во соња на некој плац или на нешто, или мисирка, отколку мисирката што не знам од каде е. Сега може би останува само да веруваме дека е. Па да, значи на крај на денот ја не би можел толку да се замарам. Ќе одам у маркет, ја си купувам и пилешко и мисирка, Да. спакувано, затоа што, знаеш, другата крајност ќе ме одвлече од се што друго сакам да правам у животов и затоа мора некој компромис И човек на кого му веруваме. да прави. И на Да. крај на денот за мене тоа е моја филозофија дека здравата храна се гледа и резултатот. Ако ти немаш вишок на килажа, ако изгледаш добро, ако си енергичен, Да. ако спиеш Добро. во ред, се хидрираш, онда, знаеш, и ако резултатите се добри, значи живееш во ред. Да, и на крај треба Пак- да одлучиме на кого ќе му веруваме. Дали на тој ќе земеме прво Дури- домашен производител или странски. Да. И тоа ми е мене исто дилема нерешена. На кого ќе му веруваме? И ја немам одговор на тоа. Еве, например, што значи президент, да речеме бренд. Види, тоа е групација цела Лакталис која што Така е е. и президент, Која е и тука Идеал присутна. Шипка, Така? и Алпско, и Значи пак се многу- произведува тука меѓутоа под бренд. Значи Да. ние тука го произведуваме, што Така не е. значи ништо дека не е или Хайнекен или не знам тука се точи или што значи тој бренд, никогаш се зема само брендот, исто како гардероба или како нешто се зема брендот. А не се гледа. Ја исто така сакам да пробам домашни производи, многу ги почитувам нашите компании. Дали, кога зборуваш домашни производи, дали сметаш дека макар и со толку многу хемија денеска присутна и со храна која што ја зимаме од рафти, која што можеби не ни е позната толку, сепак на крај на денот подобро се храниме и побогато нутритивно отколку луѓе пред 100 години. Да ти кажам, никако нутритивно не е толку разлика, него разлика е баш во овие производи сега што ги дискутиравме сите. Што значи тоа е емулгатори, остранувачи на пена, и лецитини, и пектини, и чуда. Порано, например, били ограничени, не знам, ке ставеле од јаболко пектинот, шеќер, сол, конзерванси, тие биле. Некој нешто по-симпл. Сега многу се расширивме, некако малку сакаме адванс да бидеме напредни, а уствари порано малку како подобро да се хранеле. Меѓутоа пак
порано па се хранеле доста па со анимално потекло, доста со тестенини, со лебови, така Прасе се некои колело. производи, да. И не значи дека луѓето само поинако живееле, целиот начин бил поинаков на живење, не е само храната, него сите фактори Да, тука. да, активноста и Да. Така да, може би, во еден разговор со професори од медицина, кога јас имав некаков вид на проблем, свативме дека не да многу експериментирам, ја, например, мојот организам, туку по автохтоно. Че не било на авокадо, манго и све, и валеријана, и све во едно исто ставено, бидејќи тие нас не ни се својствени, не ни се автохтони. Јас сакам многу авокадо. Многу. И убав мој составот на масти и све, меѓутоа ние со генерации со авокадо не сме се хранеле. да. Тука лежи фактички во нашиот генетски код, нели со генерации пренесуваме генетски код и ние не сме се хранеле со таква храна. И сега доаѓаме до судир дека прифаќаме храни од други земји и продукти, така? Така е. Што не секогаш резултира со најдобро, или не знам со риби кои што доаѓаат од сомнително потекло. Добро, ама и тоа не значи дека е генерално така, не е тоа генерално дека на секого ќе нема да му влијае добро. Ама не мора многу често. Апсолутно. Поретко да речем, не во Истите секој. масти ги Да. има и на други места, Да. не мора да е од авокадо, така витамин С не мора од папаја нешто да наоѓаш Или од туку. ацерола да биде. Да, има Еве, пиперка има највеќе витамин С од сите производи, па да јадеме пиперка, да речеме нема. зелче и све. Не викам дека не мора ацерола, зашто ацеролата па мислам производот има многу па повеќе витамин С. Ние треба многу пиперки да изидеме за. Мислам тоа е компромисот да балансираме, да внесуваме избрани продукти, повеќе сготвено дома, повеќе автохтоно. Да, убаво е и да се смени, и масти малку протеини, не толку многу шеќер. Ама и тој треба. Енергија не дава. Така е. Јана, фала ти многу, мислам можеме многу да си разговараме и ќе си разговараме пошто така имаме договор. Да. Уште еден подкаст ќе снимиме, уште една епизода ќе биде на тема канцер на тироидна, така и некои пронајдоци кои што кои што се многу тази и нови и во кои што и ти учествуваше. Да. Да, така да, али ќе морам, знаеш, не сакам, ти реков и по телефон, Да. сакам да сум ја мислам Така. тироидна ми е нели позната до некаде, ама знаеш сепак не ми е, сакам да се спремам за да поставам Да, тоа е и многу интересна прашање тема. и да направиме убава содржина Зашто и вредна. поднебјево ни е склона, поготово женската популација, Да, и затоа е интересно за дискутирање. Пандемија со тироидни Да. проблеми. Супер, фала ти уште еднаш што ја прифати поканата и што дојде и се надам ќе биде многу добро прифатен. Благодарам и на тебе, подкастов. одлично беше, мене ми е многу интересно. Задоволство, стално, мислам кога и да се договориме ќе Ќе бидам. се дружиме. Да. Супер, фала ти уште еднаш. Ништо.